Дневниот центар за лицата од трето доба во Скопски Даре Џамбас е еден дел од мозаикот наречен емпатија, сочувство, заедништво и социјализација. Господјата Благица Божиновска е 73 годишна корисничка на центарот, која се вклучила во програмата со желба да биде дел од групата која вежба Чиконг, но станала дел од многу други активности на Црвениот крст. Господја Благица е жена која има искуство на различни полиња, како приватно, така и професионално. А сега, поради слободното време кое го има, дава поддршка на заедницата. Па пред 6,5 години со една пријателка дојдовме тука и се заинтересиравме шо како е да се распрашаме. Прво за Чиконг вежби ни беше интересно. Затоа што јас и од кичма нешто страдам и сега поради здравјето, поради тоа и се зачленивме, како да кажам, се запишавме тука и почнавме со вежбите. Тоа ни беше прво. И така започна, потоа стана и другите работилници, креативна работилница, за плетење работилница, имаше и за танцување, сето тоа што се одвиваше тука, сето уживавме во таа, мислам, пригода. Мене креативна работилница ми е најинтересна. Мислам, меѓу другото, плетење си е плетење и дома сме плетеле. Меѓутоа ова нешто ново е за нас и ми причинува задоволство. Таа се гордее дека веќе не е само корисник, туку и волонтер. Дека е корисна и прави промени во својот живот, но и во туѓите животи. Дел е од многу креативни работилници за плетење, сликање, готвење и многу други нешта. Честопати може да се сретне на продажните штандови на Црвениот крст, каде се продаваат рачните работи кои ги изработуваат токму лицата во трето доба. Знае дека средствата понатаму се користат за лица во ризик, особено за старите лица, за нивна поддршка во храна и лекови. Многу ме исполнува, многу. Претерано. Сосема сум друг човек. Еве, излегуваш од дома со елан, тука се дружиме, си правиме еве вака овие работи. Тоа ме исполнува. Сакам да придонесам нешто од мој аспект и волонтираме тоа што го произведуваме да се продаде, да се на штандови на тие работи кај што треба, да придонесеме нешто за општеството. Господјата Благица е пресреќна што постои ваков центар и ги поканува сите кои сакаат да појдат во центарот и да си го променат своето секојдневие. Многу е ова важно и за релаксација и за воопшто за стари лица. Многу е важно да има каде како да си дојде како во своја куќа што се вика и да биде прифатен како од Елеонора и Симона и други медицински сестри и тие се многу љубезни. Се нај. Нека повелат во секое време тука ќе бидат прифатени и сето тоа, мислам, дружба едно друго, сега више и може и ковидот ќе се расчисти, ќе биде послободно како порано. Порано многу се дружевме, ептем слободно. Тука кафенце, чајче, едно друго. И да нема весници, имаше, ќе читаме. Некој игра карти, шах, тие работи, сето тоа. Многу беше убаво. И сега со ковид малце пауза, па пак, еве, фала Богу, нека почне. Многу и персоналот ни угодува, многу се стрпливи со нас. И сето е нај. Нема шо да речеш нешто што не те задоволува. Едноставно убаво ни е тука.
Лицата од трето доба се подеднакво вредни и важни. Елеонора, координатор на центарот, вели дека тие се главна алка во синџирот идни генерации. Им фалат работилниците, им фалат чиконг вежби, здравствено-превентивни активности и слично. Значи, ние постоиме буквално за нив. Затоа што реално, значи, тие се едноставно, значи, како најголем дел од популацијата на целава планета се лицата во трета доба, каде што ние постоиме буквално за нив и они може да дадат многу, а ние исто така младите многу можеме да научиме од нив. Така да они имаат многу богато и големо искуство каде што можат секако да допре до нас. На човекот му требаат луѓе. Секогаш било и ќе остане така.